Понеделник 10 април, кратки вести во 12 часот. Предлогот за конфискација за дивоградби место нивно уривање со внимание се следи во Охридскиот регион кој е под лупа на УНЕСКО. И има обврска што поскоро да го реши овој горлив проблем. Додека за градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков ваквата идеја е прифатлива за одредени делови на градот, но не и за крајбрежјето. Првиот човек на Струга, Рами Смерко, смета дека конфискацијата нема да ги реши наталожените проблеми во регионот. Проблемот со дивоградбите е едно од посериозните прашања кои што можат да го загрозат статусот во УНЕСКО. За конечно решавање на проблемот со дивото градење веројатно ќе бидат потребни повеќе години и повеќе средства, ако се има предвид дека повеќето процеси тапкаат во место. Искршените клупи низ градот се тема на која пишувавме во повеќе наврати. Така беше и пред 10 дена за клупата во градскиот парк, која или се уште не е санирана, или е повторно скршена, бидејќи станува збор за истата. Ова веќе сериозно го отвара и прашањето за квалитетот на поставените клупи. Или средете ги, или сменете ги, коментираат охриѓани. Дел клупи на плоштадот и во паркот кај споменикот на Свети Наум се заменети со нови, па се наметнува и прашањето колкав ќе биде рокот на траење и на новите. Во пресред на големиот христијански празник Великден, в четврток од 11 часот на плоштадот Чинар ке се одржи Великденски базар. Учество ке земат фирми занаетчи и слаткари, пекари, уметници, производители на охридски и македонски традиционални јадења, а предвидена е и музичка програма. Великденскиот базар ке има и хуманитарен карактер и дел од собраните средства од продажбата на производите ке бидат донирани таму каде е најпотребно. Кутија за донации ке постават и од Црвениот крст. Времето денес променливо облачно со повремени врнежи од дожд, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 9 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.